Во ова издание САД бараат Европската унија да ги почне преговорите и со Македонија и со Албанија по најавите на Бугарија дека ќе го блокира само Скопје, изјави Стејт департментот за гласот на Америка. Human Rights Watch предупредува: продолжуваат екзекуциите во Афганистан по доаѓањето на талибанците, кои се наоѓа на нивниот список за одмазда. Виртуелната реалност може да помогне и за олеснување на хронична болка. Ке ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Клучно е Европската унија да се придржува до незините заложби, а тоа значи да ги отвори пристапните преговори и со Северна Македонија и со Албанија, без одложување, изјави за гласот на Америка Стејт департментот. На прашањето дали САД поддржуваат одвојување на Албанија и Македонија на европскиот пат, по најавите на бугарската влада оти е подготвена да даде зелено светло за Албанија, а не и за Македонија. Портпаролот на Стејт департментот рече дека и Албанија и Северна Македонија донеле тешки суштински реформи и оти двете заслужуваат да напредуваат на нивниот пристапен пат кон ЕУ. Отаму вела дека непотребни одложувања од страна на Европската унија го обесхрабруваат целиот Балкански регион. А во продолжение, Human Rights Watch вели дека талибанците продолжуваат со екзекуции во Афганистан, иако најави амнестија откако ја преземаа власта. Организацијата вели дека за ова има докази и од талибански лидери. Талибанците ги отфрлаат обвинувањата, без да понудат објаснување. Human Rights Watch од Нью Йорк објави дека има докази оти талибанците убиле или поради нив исчезнале повеќе од 100 поранешни припадници на афганистанските армиски сили во 4 провинции, каде што биле спроведени истражувањата. Мета на нивните напади биле луѓе против кои војувале. Во многу случаи кои ги истражувавме, тоа се луѓе од првите борбени редови кои им биле познати. Human Rights Watch објави дека собрале докази од повеќе од 60 сведоци, роднини и официјални лица од талибанците. Инцидентите се документирани во провинциите Газни, Хелманд, Кандахар и Кундус, но нападите се случиле насекаде низ Афганистан. Тоа се спроведувало и покрај ветувањата дека нема да се одмаздуваат по превземањето на контролата во Афганистан на крајот на август. Тие нудеа амнестија од Кабул, но на теренот се случуваше друго. Целеа на луѓе врз основа на личните односи или улогата што имале порано. Истражувачите велат дека талибанците користеле списоци на вработени запсења и екзекуции, кои биле составени од претходната влада во Афганистан. Талибанците ги отфрлаа ваквите обвинувања за злодела, но не даваат детали ниту докази. Во говорот пред државните медиуми, вршителот на должност, премиер во владата на талибанците, ги обвини поранешните официјални лица за поттикнување неволи. Нацијата мора да остане будна. Остатоците од претходните влади даваат оценки кои ги вознемируваат и наведуваат граѓаните да не и веруваат на нивната влада. Human Rights Watch ги повика Обединетите нации да ја продолжат истрагата за злоделата извршени од талибанците. Соединетите американски држави, Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд ги замрзнаа средствата на Афганистанската централна банка во висина од 9,5 милиарди долари и го блокираа протокот на готовина во земјата откако талибанците ја превземаа власта. Хуманитарните агенции предупредуваат од престојната хуманитарна катастрофа со оглед на невработеноста и колапсот на многу основни служни дејности, принудувајќи многу афганистанци да заминат од земјата. А медицинската употреба на виртуелната реалност се проучува на Универзитетот на Јужна Калифорнија. Нови откритија покажуваат дека таа може да биде корисна при олеснување хронична болка. Еве како реагираа воени ветерани, кои пробаа апарати за виртуелна реалност. Старечките домови може да донесат чувство на осаменост. Джесика Бенсон знае за ова, бидејќи незината мајка доживеала дебилитирачка мозочна аневризма на 48 години. Кога Бенсон првпат доживеала виртуелна реалност и дошла идејата. Да им овозможиме да бидат на Мауи во понеделник, Тахити во вторник и да направат активности околу тоа. Тоа ми беше целта. Бенсон работела во образование и во малопродажба и почнала да истражува како да ја оствари идејата. Сега обезбедува опрема на домовите за стари лица за виртуелна реалност.
Дел од незината понуда е специјализирана за стари воени ветерани. Можевме да ги однесеме во Вашингтон за да ги видат воените споменици. Реакцијата беше одлична. Со апаратите за виртуелна реалност, таа однела ветеран од Корејската војна, кој одамна престанал да зборува и да комуницира во посета на спомениците во Вашингтон. По виртуелното патување го прашала во која единица служел. Тој ме погледна право во очи и ми рече: Маринци. Но Бенсон вели дека виртуелната реалност е повеќе отколку посета на локации. Исто така може да помогне во олеснување на болката. Скип Ризо, кој студира медицинска употреба на виртуелна реалност на Универзитетот во Јужна Калифорнија, се согласува. Пријакот на болка од вликувањето на вниманието на друго може да доведе до значително намалување на перцепцијата на болката. Со апарат за виртуална реалност тие се оддалечуваат од непосредната средина. Ризо вели дека виртуелната реалност може да помогне и при хронична болка. Тоа е услуга што ја нуди Immersive Cure. Имаме работи како пливање со делфини, медитација и релаксација на плажа или шетање во шума. Работи што смируваат. Бегство во виртуелниот свет понекогаш е она што им треба на овие луѓе. А еве кој е човекот што го надгледува дизајнот на поштенските марки во поштата на САД. На уметничкиот директор во одделот за поштенски марки на во американските пошти Антонио Алкала му биле потребни 10 години да креира марка посветена на хип-хопот. Мислам дека ангажирав најмалку 20 уметници, но не функционираше. Потоа јас ја преземав задачата и работев со фотограф. Потоа смисливме дизајн кој беше одобрен. Ни се допадна начинот на кој изгледа, но некаде погоре во хиерархијата беше одбиен и морав да почнам одново, користејќи ги истите материјали од фотографот. На крајот поштенските марки посветени на хип-хоп вклучуваат по еден од 4 жанрови на хип-хопот: рап, брейкденс, графити и диџејство. А Локва е еден од само 4 уметнички директори кои го надгледуваат дизајнот на марките во американските пошти. Има работено на низа марки. Имаше една за декларацијата за укинување на робството, одбележувањето на 150 годишнината. Тој вели дека дизајнирањето на поштенските марки е компликуван процес. Често се отфрлаат стотици нацрти пред да биде одбран еден дизајн. Како уметнички директор вообичаено работам на повеќе марки во исто време и тие може да бидат во различни фази од процесот, или на почетокот или на крајот, кога се прават конечните детали. Бранови на боја на Алкала, направена во 2012, беше првата серија на поштенски марки во историјата на американските пошти која имаше целосно абстрактен дизајн. Тие беа ги нарекуваат марки со висока вредност на деноминација. Се печатат на многу комплексен начин. Овие имаат, мислам, 8 или 10 различни бои кои ги сочинуваат различните линии. Американскиот конгрес обезбедува финансирање од само 1% за американските пошти, па буџетот во голем дел зависи од продажбата и од платените услуги. Овој е директорот на одделот за поштенски марки Бил Гикер. Американските граѓани всушност секоја година праќаат по околу 30.000 предлози за поштенски марки. Мојот оддел ги проверува и одговараме на сите што ќе ги добиеме. Потоа од уметничките директори како Алкола зависи од луката со што ќе се продолжи. Предизвикот е само неговото платно, има големина од само 2 на 2 сантиметри, многу мал простор да се прикаже нешто луѓето сакаат да го користат за нивните писма со кои праќаат важни вести, љубов и грижа низ Соединетите држави и надвор од нив. Од мене толку, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ви посакувам убав викенд. Пријатно!